Благодарам. Прво да поздравам што на овој начин дискутираме во рамки на Националниот совет и Комисијата за европски прашања. За жал, од процедурални причини не бевме во можност пред некаде 10 дена да го одржиме консултативниот состанок пред да се завршат овие документи, како би имале и наш посериозен инпут во составувањето на овие документи, но се надевам дека во иднина ќе бидат наминати овие процедурални пречки пред се во делот на одржување на комисии кои што се од затворен карактер со цел да можеме да пооперативно работиме, а не само коментираме како ќе се завршат. Два дела сакам да споменам. Прво, во однос на планот за раст, апсолутно мислам дека е добар механизам кој што Европската унија го предлага за сите земји од Западен Балкан, затоа што основните две причини зашто луѓето сакаат од регионот да се зачнеат или да се приближат до Европската унија е владењето на правото и економскиот раст, односно подобриот животен стандард. И тука мислам дека треба да сме паметни како држава и како општество да ги искористиме овие средства со цел да поттикнеме раст во рамки на државата. Мислам дека ова ниво на раст на државата не држи далеку од било што би се нарекло европски стандард. Мора да работиме многу поинтензивно на подобрување на инфраструктурата и патна и железничка, мора да работиме поинтензивно на подобрување на комуникациите, на дигитализација, но исто така и на давање на шанса на приватниот сектор. Ние сме мала држава, извозот мора да е основа на развојот на приватниот сектор, без разлика дали се работи за производство или за интелектуални услуги. Мора да работиме на поттикнување на извозот, доколку сакаме да имаме цврсто и стабилно стопанство во Македонија. Сега сето ова е поврзано со владењето на правото и за тоа нели има исто така патока за реформи. Тука мислам дека Македонија нема со што да се пофали. За жал во државата со години корупцијата цвета, економијата тоне, тоа е константа која што можеме да ја видиме и јас останувам на што го зборувам со години, го зборувам и во овој период дека основна причина зошто Македонија не почнува преговори за членство со Европската унија е високото ниво на криминал и корупција. Односно државата има слабо досие, има досие со кое што не може да се пофали пред голем број земји членки на Европската унија, истите не вршат притисок врз Бугарија и Бугарија буквално се изживува врз Македонија, наметнувајќи бескрајни услови, кои што гледаме дека од ден во ден се зголемуваат, зависно од тоа како има политички потреби во Бугарија. Но тоа го прават така, затоа што никој не им врши притисок да не го прават обратното, а гледаме дека доколку се направи политички притисок, тоа го видовме и на последниот состанок на Европскиот совет, апсолутно можат да се променат овие работи и, како што често велам, ние немаме проблем со најсилната земја членка на Европската унија, ние имаме проблем со најслабата или втората најслаба земја членка на Европската унија. Многу повеќе Европската унија и треба на Бугарија, отколку што Бугарија и треба на Европската унија. Има соодветни механизми со кои што и самата Европска унија, но и земјите членки можат да направат притисок врз Бугарија, доколку се убедени дека Македонија заслужува почеток на преговори, но за жал неколку големи земји членки не се убедени дека Македонија заслужува почеток на преговори пред се и заради високото ниво на криминал и корупција и немањето на функционален систем на владење на правото. Тука за жал не гледам капацитет во оваа влада на заминување и ќе треба многу сериозно да се работи на оваа задача после следните парламентарни избори. Убеден сум дека Македонија има и добро поставени институции и добро законодавство, нити мислам дека ни требаат нови закони, нити мислам дека ни требаат нови институции, треба професионалците во институциите да се остават да работат. 10 до 15% од вработените во институциите се супер корумпирани, останатите се честни луѓе кои што сакаат да си работат работата и доколку им се даде шанса да ја работат својата работа, јас сум убеден дека првите резултати ќе се видат за само 6 до 9 месеци. Ова е нешто со кое што дел од моите политички опоненти знаат и да се подсмеваат, но јас сум убеден дека за 6 до 9 месеци работите можат да се средат или да почнат да се средуваат во Македонија во делот на борба со организираниот криминал и корупција и во воспоставувањето на функционален систем на владење на правото. Нема да одземам повеќе време, затоа што предпоставам ќе сакаат повеќе луѓе да се јават. Благодарам и продолжуваме со дискусијата.